Тетовскиот гитарист Дамир Пух успешно се представи на финалето на светската надпреварувачка манифестација Guitar Idol, која минатиот викенд се одржа во Лондон, Англија, каде рамо до рамо настапуваше заедно со 7 финалисти од Америка, Велика Британија, Грција, Италија и од Бразил. На надпреварот беа прогласени само победникот второто и третото место, така што според вредноста на наградата која што ја освои, Дамир смета дека најверојатно е 6. Тој се врати со сет гитарски педали. Сепак самото учество на финале од светски рамки е големо искуство за него, при што остварил повеќе контакти со гитарски компании и познати музички имиња. Имав успешен настап на финалето на Guitar Idol. Пред се си поминав одлично, се забавував, дадов се од себе да ја презентирам мојата песна. Во генералниот пласман, како што кажа, нема од прво до осмо некој стриктен редослед, меѓутоа според атрактивноста на наградата, предпоставам дека сум негде околу 6-то место. Остварив доста контакти и со останатите свирачи кои некои од нив имаат и светски кариери и соработуваат со имиња. Остварив контакт со некои гитарски компании со кои можна соработка во смисол на спонзорства и презентирање на нивните производи од моја страна, некоја таква заедничка соработка. Добив голем позитивен фидбек од многу фанови што беа дел од публиката и од други имиња што работат во музичката индустрија, така да се сум прилично задоволен од како се тефови. Наградите беа во опрема. Секој си зеде гитарска опрема, некој зедоа гитари, некој зедоа појачала. Ја конкретно зедов цела серија на гитарски педали од компанијата TC Electronic. Тоа се 8 педали кои што ќе ми послужат и за свирки во студио, во секој случај практична и доста атрактивна награда. Дамир на Guitar Idol се надпреваруваше со своја авторска песна насловена Flathead, која е всушност дел од неговиот прв деби албум кој се очекува да излезе во текот на наредната година. Тој вели дека оваа композиција се издвојувала од другите, што најверојатно ги импресионирало членовите на жирито да го прогласат за финалист. Мислам дека главно е перформансот. Главно е исто така битна, еден од битните фактори е техничката спремност на секој гитарист. Композицијата игра улога, како публиката го прифаќа се тоа, многу фактори се во игра. Исто така, мислам дека тоа е нормално во шоу бизнисот, дека големо влијание има и претходното име и багажот на секој од нив. Годинава во жирито беа професори по гитара на разни универзитети низ Велика Британија и претежно фьюжн джез рок свирачи. Значи, они бара нешто во тој фазон. Затоа што тоа најблиско до нивниот музички стил, израз и вкус. Според тој фидбек што го добив од нив, кај нив најмногу им се допадна композицијата. Композицијата се издвојуваше од другите. И предпоставувам затоа и бев избран еден од 8 финалисти. Ради тој аспект највеќе затоа што гитарската сцена моментално кога сите форсираат некој технички стил и некој рок со примеси на джез, ова беше класичен рок што беше различно и освежувачки меѓу другите што се пријавија. Презадоволен од целосниот престој во Лондон, Дамир вели дека покрај настапот на финалниот настан на Guitar Idol имал можност да прошета и да се дружи со финалистите и жирито. Делумно, одреден дел од нив знаеа што работам и знаеа од каде доаѓам и кои се моите претходни успеси и какво е моето свирење, да кажем на тој начин. Дел од нив не беа запознаени, меѓутоа, освен надпреварот, освен на оној официјален дел, имаше доста време да се прошета и Лондон, имаше доста забава и дружење меѓу другите финалисти и помеѓу судиите и организаторите, што беше една многу невообичаена ситуација. Обично на вакви надпревари секој гледа да извлече сам за себе максимум што може и нема такви социјални ивенти каде што може да има дружба на толку време и на такво ниво. Ја лично не осетив никаква ниту придобивка, ниту да бидам деградиран тоа што доаѓам од Македонија. Тоа беше комплетно, не е битно кој од каде доаѓа, се гледаше музиката, имаше дружење. Дори најмногу се дружев еден од надпреварувачите што беше од Грција, што пример нема врска. Кога одиш со намера да свириш музика и да се представиш тоа што го работиш, политика и националност не се меша тука.
Учеството на ваков музички надпревар за гитарист од мала земја како што е Македонија подразбира одредени потешкоти низ кои мора да се помине, како административни работи околу добивање на виза и сносење на финансиските трошоци на сопствен грб. Да отидеш од Македонија во Лондон е 3 пати потешко, како прво финансиски, зашто треба да бидеш стабилен. Као второ, имав неверојатни компликации, не би ги нарекол компликации, току стрес и нервози околу визата, околу вадење виза, затоа што знаеме каква е ситуацијата со вадење на британска виза и колку е тешко. Дори не бев ни сигурен и неколку дена пред само во моје одење дали воопшто ќе одам со сигурност, затоа што ја немав обезбедено визата. Така да од тој аспект, да речем, европските и американските гитаристи што беа имаа голема предност. Друга предност нивна е тоа што колку толку немаат развиена музичка сцена, каде што може да го промовираат нивното дело, нивната музика, каде што има публика што може да ги слуша и се во некоја свирачка форма. Тука јас доаѓам директно од студио на голема бина. Тоа е една исто мана со која што ја морав ментално да поработам дома за да не се осети тоа многу во мојот перформанс. Мислам дека помина одлично на крај, но теретот и работата е дефинитивно многу поголем. Онлайн надпреварите се можност за промоција на музика и создавање на препознатливо име во музичкиот свет. После освоените неколку значајни награди, Дамир ќе се насочи кон креирање на своја авторска музика. Не знам колку сум сега заинтересиран веќе за надпревари, затоа што секогаш сум кажувал овие надпревари се некоја преодна фаза. Главната придобивка од сето ова е градење на име, маркетинг, промоција, што повеќе луѓе се запознаат со работата и со музиката што е работа. Главна работа што треба да биде за секој музичар според моје мислење на промоција на музика. Во овој жанр, инструментален рок е малку потешко ради тоа што нема публика. Дури во Лондон видов дека бројот на публика е доста лимитиран за ова. Така да од голема важност се овие надпревари во градење име. Но треба да си речеш доста и да пробаш како музичар да се насочиш кон креирање музика, зашто тоа е поентата на сето тоа. Дамир Пух е отворен за соработка и во моментов работи на барање спонзорство за промоција на својата музика.